Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот председател денеска е домакин на лидерите на Канада и Мексико за самит во Вашингтон, што се фокусира на економскиот растеж, безбедноста и климатските промени. Почнуваме со вестите. Белата куќа вели дека самитот на северноамериканските лидери е шанса трите држави да ја прошират својата соработка во тие области. Обама, мексиканскиот председател Фелипе Калдерон и канадскиот премиер Стивен Харпер ќе дискутираат и за улогата на регионот на поширокиот самит на двете Америки, што ќе се одржи на 14 април во Колумбија. А од другите вести, Ан Сан Су Чи денеска објави нова ера за Бурма, откако таа и незините сопартици добија убедлива победа на вчерашните парламентарни избори. Таа на собраните поддржувачи во Рангун им кажа дека изборните резултати се надева дека ќе ја натераат владата да ја почитува волјата на обичните граѓани. Таа апелираше на другите политички партии да помогнат да се донесе демократија и подобри животни услови за сиромашната држава. Наблюдувачите од Асоциацијата на југоисточни азиски држави велат дека изборите биле слободни, фер и транспарентни. А властите во САД и во Европската Унија индицираа дека би земале предвид симнување на некои од економските санкции поставени спрема поранешната армиска влада, доколку навистина се потврди дека изборите биле честни. Тие санкции беа во сила последниве 2 децении заради широко распространети кршења на човековите права под армискиот режим. И конечно за големата лотарија во САД. Официјални лица велат дека малиот град Ред Бад во Илиноис е една од трите локации во земјата каде се продадени победничките ливчиња на рекордните $640 милиони джекпот. Другите две ливчиња биле продадени во мали продавници во општината Балтимор во Мериленд и во Централната американска сојузна држава Канзас. До овој момент добитниците не излегле во јавност. Шансите за добивка на джекпот овој пат беа 1 на 176 милиони. Случајот на Роберт Бејлс, американскиот војник кој е обвинет за убиство на 17 афганистански цивили, го сврте вниманието на тоа како американската армија постапува во случај на повреди на мозокот и ментални здравствени прашања. Бејлс се здобил со повреда на мозокот додека служел во Ирак. Темата ја истражуваме преку случај со друг војник, ветеран и неговото искуство. За Вил Кук, враќањето дома било исто толку предизвик колку и заминувањето во војна во Ирак. Лекарите веруваат дека 22 годишникот се здобил со трауматска повреда на мозокот по експлозија. Изгубил дел од ногата и сега користи протеза. Неговиот мозок се уште се опоравува. Меморијата не ми е добра. Тешко задржувам информација. Кога зборувам, често заборавам зборови. Се жалел на анксиозност и големи главоболки. Диагнозата на армиските лекари е посттрауматски стрес. Кук знаел дека има уште нешто, физичко, но лекарите тоа не го гледале. Не ми ги дадоа сите опции. Решија дека тоа е посттрауматски стрес и мислеа дека ја завршиле работата. Доктор Стивен Ксенакис, психијатар и бригаден генерал во пензија, кој сега има приватна пракса, внимателно го разгледувал неговиот случај. Нешто за што армиските лекари немаат време. Тој вели, причината може да се пари, искуство, време минато со пациентот и понекогаш е потребно и малку среќа. Дали има потреба од поголема сензитивност за случаите што носи опасност за претерано диагностицирање и прашање на кое треба да му се посвети повеќе значење? Друг третман за Кук со хипербаричен кислород направил разлика. Главоболките ги снема. Немам веќе зуење во ушите. Ми се подобри помнењето. Многу помалку сум анксиозен. Вил нема планови да се врати во армијата. До неодамно не можел да запамети телефонски број. Сега се подготвува да оди на колеџ. Во
во продолжение, македонска приказна со американски акцент. Дизајнерката Геновева Кристоф дознала за конкурс во организација на Андриана Папел во живо од црвениот тепих во Лос Анџелес и испратила скица за креација за вечерен фустан за ноќта на доделувањето на Оскарите. Од 676 дизајнери го освоила второто место. Што значи тоа за незината кариера, ќе ни каже Јане Боаџиевски во прилогот од Охајо. Мислам дека сум фешиониста хард, затоа што не само што креирам облека, него исто така сакам да носам во облека. Од секогаш сакав и пратев мода. Македонката Геновева Кристоф потекнува од Ресен. Дипломирала на факултетот за уметност и дизајн во Колумбус, Охајо. Работи како независен моден дизајнер. Сака материјали со изразит состав. Не сакам да бидам ограничена само со еден извор од инспирација. Обично сум инспирирана од улична мода, од минатото, стари филмови. Нема омилена боја. Вели сите субави на свој начин, но додава дека дизајнерот мора да ги следи модните трендови. Многу често мојата колекција користам кожа и комбинирам со различни свили, користам шифон, шармуз. Албер Елбас и Александар Меквин и се омилени креатори. Во креациите не користела традиционални македонски мотиви, иако тоа не го исклучува за војднина. Неодамнешниот успех за дизајн за скица за вечерен фустан на напреварувањето во Холивуд и ги отвори вратите на младата дизајнерка Геновева Кристоф. Таа е веќе во преговори со неколку модни стоковни куќи, меѓутоа и планира учество на неколку модни недели во Њујорк, Лос Анџелес, Париз. Јане Боаџиевски, Глас на Америка на македонски, Колумбус, Охајо. А утре во Newsflash, председателската кампања во САД е во полн ек. Македонските иселеници, како и сите американци, се поделени, но се чини како да претежнува афинитетот за некој што не е Обама. Гледајте на утре, ќе ви кажеме зошто. Утре во Newsflash, македонците во Колумбус преферираат кандидати со поконзервативни гледишта. Тоа е се за емисијава, но може да не следите на интернет. Адресата е glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. До гледање.